Се подобрува инфраструктурата во битолската населба Мал Парис. По решавањето на проблемот со дивоградба и легализација на куќите, беше решена канализационата мрежа во овој дел од градот во должина од 1100 метри, за кој општина Битола издвои 9 милиони денари. По завршувањето на првата фаза, сега се асфалтира коловоз во должина од 1260 метри, во вредност од 28 милиони денари. Вкупно, инвестицијата во Мал Парис е околу 37 милиони денари. Ова е првата фаза, затоа што сакаме во следната фаза овие другите улици што се останати, баш као овој асфалт, понатаму да влезат во идните програми на општината. Значи овој цел дел ќе го прифатиме, еднакво како и првиот дел, онаму каде што има потреба за канализација ќе се постави канализација, каде што треба водоводна мрежа ќе се постави и секако коловозот кој што е најважен. Овој дел долго се држеше како одделен од урбаниот дел, но мислам дека со оваа интервенција на општината полека правиме едно добро за граѓаните и мислам дека ќе биде за добробит на сите во овој дел од нашата општина. Позади нас оставаме една успешна градежна сезона со која беа решени голем дел од проблемите на граѓаните во општина Битола, рече Талески, додавајќи дека во наредниот период ќе се завршат започнатите проекти. Се разбира, продолжуваме со проектите во целата површина на нашата општина, онаму каде што проектите се започнати, дел веќе ги привршуваме, но мислам дека ова градежна сезона направивме исклучителен резултат и идниве денови ќе имаме можност заедно со вас да посетиме уште други места да видиме до каде се градежните активности на други места на други делови од нашата општина. Општината во оваа градежна сезона реализираше некои од поголемите инфраструктурни проекти во градот. Се работи на инфраструктурата во поранешната касарна и се асфалтираа улиците. Комплетно беше реализиран проект за реконструкција на улицата Кузман Јосифовски. Се реконструираа и 2 спортски сали во основните училишта, а се направи и фудбалското игралиште во село Крклино.